Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Зошто иницијативата за оценување на уставноста на Законот за специјалното јавно обвинителство се чува во фиока во Уставниот суд? Дали со укинување на членот 22 од Законот, со кој периодот за покренување обвиненија беше ограничен на 18 месеци, можеше да се продолжи мандатот на обвинителството на Катица Јанева? Колку е правно издржано мислењето на владата дека Уставниот суд треба да ја запре постапката за оценување на уставноста на членот 175 од Законот за електронски комуникации, кој практично ја овозможи на претходната власт да го спроведе масовното прислушување? Имаше ли председателот Ѓорги Иванов правна основа за масовното помилување и дали денес може да помилува шефот на државата? Ова се дел од прашањата што вечерва ќе ги отвориме со доскорешната судика во Уставниот суд, доктор Наташа Габер-Дамјановска, во прв неизин јавен настап по завршувањето на 9-годишниот мандат. Со Габер-Дамјановска ќе разговараме и по-генерално за тоа дали Македонија има вистински уставен суд, а ќе дзирнеме и ќе се подсетиме и на комичната страна, можеби за некој тажна страна на некои постапки на мнозинството уставни судии во изминатиот период, во ситуации кога наверојатно станувале свесни или добивале сигнали чии интереси се засегнати од некои нивни постапки. На крај е редовната саботажа. Бидете со нас, се враќаме по кратка пауза. Во 360 степени вечерва гостува доктор Наташа Габер-Дамјановска, доскорешен судија во Уставниот суд. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Ова е прв ваш јавен настап, откако неодамно ви заврши 9-годишниот мандат како уставен судија. Предпоставам ова е шанса на малку поотворен начин да проговорите за работите за кои не можевте толку отворено да зборувате додека бевте член на Уставниот суд. Моето прво прашање го начнав и во генералната најава. Дали Македонија има вистински уставен суд? Институционално се разбира дека Уставниот суд постои, но дали ја врши на вистина онаа задача која што Уставот му ја дава, тоа мислам дека е дискутабилно. Тоа е мое мислење. Бидејќи ако го гледаме периодот, почнувајќи од 2012 година па се до денес, дури ако се направи една обична анализа на тоа колку одлуки на Уставниот суд биле интервентни и како Уставниот суд се поставил према бројни сериозни правни прашања кои што се отвориле за закони, подзаконски акти и други барања за заштита на човековите права, каде што судот мораше да одговори на еден поинаков начин, мораше да покаже проактивност и да ја зацврсти својата позиција, својот углед во јавноста со формулираните одговори на правните прашања кои што се поставува, мислам дека во бројни предмети, за жал, Уставниот суд потврди. Дали во прилог на ова што го зборувате може да оди и статистиката која што покажува во континуитет намалување на бројот на иницијативи и барања кои што стигнуваат од граѓаните? Што веројатно зборува за намалена доверба на граѓаните во оваа институција? Така е. Секако во право сте, ако направиме една анализа од годишните извештаи на судот, колкав бројни иницијативи пристигнувале, например во 2009 година, таму имаме една доста висока бројка во однос на динамиката, имаме околу 270 формирани предмети. Етапно, како што минуваат годините, таа бројка постепено еродира, за да стигне оваа година, се додека не заминав во октомври од судот, едва имавме формирано околу 100 предмети кои што беа пристигнати како нови годинава. Уште еден друг впечаток има јавна, тоа е дека судот некако се затвори и кон новинарите и кон јавноста поради повеќе работи. Например, во последните 2 години дури ја нема и таа редовна пресконференција која што се држеше по повод објавувањето на годишните извештаи. Зошто, знаете? Јас можам само да претпоставувам, инаку како документите се изготвени, се ставени на веб страницата на судот. Зборуваме за пресконференцијата. Да, значи годинава немаше 2017 немаше пресконференција, обично се организираат во февруар месец, истото се случи и со 2016.
Предпоставувам дека председателите на судовите, чијата должност е да ги организираат тие пресови и да ги изложат ставовите и заклучоците како е работењето на судот, во изминатата година најверојатно не се расположени да бидат изложени на прашање од медиумите кои што може да бидат и непријатни. Поднос на некои предмети, поднос на некои состојби и така натаму. И најубаво е да се стави на ВПВ. Нели, јавноста е задоволена со тоа што може да прочита, па и не мора таква непосредна интеракција, ако веќе може тоа да помине така. Може би едно од тие непријатни прашања би биле зошто иницијативата, односно иницијативите за оценување на уставноста на законот за специјалното јавно обвинителство, тој закон оригинално има едно долго друго име, долго се држат во фиоки во СЈО, во Уставниот суд. Во Уставниот суд. Вистина е, знаете, тоа може би е на некој начин и недостаток на самата организација на судот, која што е врзана со деловникот на Уставниот суд, кој што е доста стар, тој е од 92 година. И има многу прашања кои што не се уредени, кои што практично немат нормативно покритие за тоа како оперативно ќе се извршуваат. Таму, например, во тој деловник немате обврска или некоја временска стриктна рамка во која одреден судија мора предметот кој што го добил да го стави на седница на Уставниот суд, да биде разгледуван. Тоа морам да ви кажам, нема обврска. Остава еден впечаток во јавноста за тоа дека судијата известител, па и председателот на судот имаат едно огромно дискрециско право да решаваат која иницијатива кога ќе дојде на дневен ред и дури и дали воопшто ќе дојде на дневен ред. Дискрецијата почнува од судијата известител, кој што нема механизам, нема начин никој да го приволи да го стави на дневен ред предметот ако тој или таа не сака. И потоа втората шанса за дискреција е евентуално ако предметот стигне подготвен и чека ред за да биде ставен на седница, бидејќи дневниот ред го потпишува председателот на судот, председателот може да ја креира седницата по сопствено наоѓање. Сега имате увид зошто овие иницијативи за СЈО се во фиока? Се додека јас бев таму, мојот впечаток е дека не излезе од самиот судија известител готов предмет. Тука имам уште две прашања. Имаше толкување во јавноста и вие сте свесна за тоа дека со евентуално укинување на членот 22 од Законот за специјалното јавно обвинителство, член кој што го ограничи мандатот на СЈО на 18 месеци, период во кој што СЈО имаше право да поднесува обвиненија, дека со укинување на тој член ќе можеше да се пролонгира мандатот на СЈО, а основата за таквите толкувања беа различните рокови од Законот за кривична постапка и од овој Закон за специјалното јавно обвинителство. Што мислите вие за тоа? Па технички можеби и можеше таквиот тип на интервенција ако постоеше волја да го продолжи мандатот, ако интервенцијата беше се разбира само во тој член, ако не беше во другите членови. Но природата на иницијативите кои што беа дадени во однос на овој закон се дивергентни. Основните, првичните иницијативи кои што беа дадени беа како главна мисла водилка дека со оглед на тоа дека Уставот определува дека јавното обвинителство во Република Македонија се е структурирано според принципите на хиерархија и субординација и дека во тие принципи на строга хиерархија и субординација специјалното јавно обвинителство не се вклопува бидејќи има извесен степен на автономија наспроти другото обвинителство, дека тоа е суштината кој што го прави самиот статус и начинот на работа на специјалното јавно обвинителство неуставно, да. Што е вашиот став, личен став? Имате ли вие однос кон ова прашање? Што мислите, дали законот за СЈО е уставен или е неуставен? Па вака, знаете, самиот закон малце треба, мислам дека ова прашање да се гледа во поширок контекст. Имаме еден Има ли право Уставниот суд да го прави тоа, да ги гледа работите во поширок контекст? Да, и ќе ви кажам во кој случај. Еден пример ќе ви кажам. Во минатото, тоа не беше во мојот мандат, но во минатото Уставниот суд реши дека признавањето на Тајван
од страна на Република Македонија политичко прашање и дека во тоа прашање не навлегува. Еден пример за тоа дека оценката вели овде нема правен мегдан, нема правно прашање, туку има една политичко за кое што судот не сака да се инволвира. Сега преведено на овој терен? Да го префрлиме на овој терен. Имаме состојби во поновата историја на Република Македонија, каде што одредени политички договори резултирале во нормативни решенија. Гледајте 2001 година и уставните измени, што се случија, значи како нормативен одговор на претходниот политички договор, што се склучи меѓу страните потписнички. Исто така, специјалното јавно обвинителство е на некој начин резултат на одреден политички договор, Пражинскиот договор, кој што после сите проблеми понуди едно решение за излез од кризата во која што се наоѓаше Република Македонија. И не можеме да гледаме на специјалното обвинителство како на една институција која што функционира во едно функционално демократско општество. Не можеме да ја оцениме Република Македонија дека има институции кои што функционираат нормално, како во една нормална демократија, бидејќи гледаме дека заради нефункционирањето на државното јавно обвинителство, како резултат на тоа имаше потреба да се формира посебно тело, кое што ќе се бави со одреден вид на кривични дела. И ако го гледаме сето тоа во контекст, мислам дека мора да се земе предвид во какви услови и зошто е донесен овој закон. Понатаму, специјалното јавно обвинителство е составено со луѓе професионалци кои што се регрутирани од државното јавно обвинителство. Тоа функционира и работи со правната рамка која што постои во Република Македонија, значи закон за кривична постапка, кривичен закон, закон за судовите и така натаму, значи ги респектира и функционира во рамки на дадениот правен систем. На крај Советот за јавни обвинители има своја улога во изборот на специјалниот јавен обвинител и на другите обвинители во тоа обвинителство. Се зборува значи за потенцијално сторени кривични дела кои што се од висок профил. Можеме дури да правиме паралела со природата на работа со едно обвинителство кое што можеби во Италија се бави, например, со мафијата. Дали обвинителството италијанско, кое што ја гони мафијата, комуницира така лесно со другото обвинителство, обичното условно обвинителство во Италија? Се разбира дека не. Се обидувам да направам паралел. Разбирам и мислам дека е разбирлива оваа теза и за јавноста која што ја пласирате. Само уште едно прашање. Дали ова што иницијативите се чуваат во ФИОКа може се уште да значи условно кажано ризик за тоа дека во еден момент ќе се најдат на дневен ред на Уставниот суд и законот за СЈО ќе биде укинат? Видете, се е можно, но јас мислам дека ќе се остави тој предмет времето да го реши. Што значи тоа? Значи да биде донесена ново законско уредување, кое што едноставно нема да биде во сила, значи ќе стапи на сила со тоа што овие одредби што се моментално оспорени веќе нема да постојат во правниот поредок и спрема тоа најлесно е да се отфрли. Мојот впечаток е дека така ќе заврши, можеби не сум во прав. Добро, ќе направиме една кратка пауза, понеја ни остануваат уште низ прашања кои што ги отворивме во генералната најава. Ви благодарам за сега. Ве поканувам да бидете насад. Го продолжуваме интервјуто со доктор Наташа Габер Дамјановска, доскорашен судија во Уставниот суд на Република Македонија. Ова е прв нејзин јавен настап по завршувањето на мандатот. Господјо Габер Дамјановска, зборувавме за СЈО, тесно поврзано со тоа е масовното помилување кое што во еден период го направи председателот Ѓорѓе Иванов. На тоа му претходеше една цела операција преку Уставниот суд на укинување на измените во Законот за помилување од 2009 година и остана тогаш да лебди една правна дилема, а за тоа е
а таа е дали воопшто имаше правна основа за помилувањата и дали тој фамозен член 11 на кој што се повикува Иванов во помилувањата е во правен промет. Да, сега мора малку по-елаборативно да образложам. Значи, основниот текст на законот е изгласан 93-та година. Измените и таму го има овој член 11. Така е. Таму го има тој член 11 на кој што се повикаа двајца председатели, да подсетам во минатото. Еднаш се повика Борис Трајковски, еднаш Бранко Црвенковски. Потоа, во 2009 година, донесени се измени кои што практично беа убаво вклопени во однос на основниот текст на законот. Тука се, како што знаеме, додадени неколку кривични дела, 4 кривични дела, кои што не може да бидат предмет на помилување. Избришан е членот 11, и имаше некои други дополнувања кои што беа практично операционализација, значи нормирање на постапката преку која ќе се одвиваат самите помилувања во иднина. И сега наеднаш еден охридски адвокат доаѓа со иницијатива пред Уставниот суд и бара да се укинат овие измени од 2009 година. Да, и барањето се однесува буквално на се што е донесено како измени и дополнување во 2009 година. Тоа е сторено од страна на Уставниот суд, инаку јас по мојата логика на толкување на она што беше наведено во одлуката за укинување, мислам дека ако примениме на текстот на измените, истото тоа размислување и став можеме да го примениме и на основниот текст на законот. Сакам да кажам, немаше никаква разлика во однос на самата природа на уредувањето на тоа прашање. Но, како и да е, конкретниот член 11 остана да виси, но во која смисла? Се сметаше или се веруваше дека ако се укине целиот оној дел од измени и дополнувања, заедно со она одредба која што вели дека членот 11 се брише, значи се предпоставуваше дека се враќаме на претходната состојба во која што членот постои. Дали е така? Но тоа така не може да биде. Уставниот суд веќе има неколку примери такви во својата пракса, во која што експлицитно кажува дека еднаш избришана одредба не може да ја врати Уставниот суд во поредок, туку единствениот тело кое што може да ја врати е практично законодавниот дом или собранието. Сега импликацијата од ова што го зборувате е дека практично не биле правно засновани помилувањето од Иванов, ама и друго. Импликациите се влечат и до ден денес. Иванов практично сега нема правна основа да помилува според овој член 11. Нема, морам да појаснам и уште една работа. Одлуката на Уставниот суд е укинувачка, а не поништувачка. Тоа значи дека Уставниот суд со тоа што укинува прифаќа дека одредбите нема да постојат во правниот поредок од моментот на укинувањето и во иднина, а не од самиот момент кога таа одредба е креирана. Тоа би било поништување. Тоа значи дека од 2009 година па се до 2016, кога е направено укинувањето, член 11 не постоел во правниот поредок, и со самото укинување Уставниот суд прифаќа дека тој период постои. Значи, тој период во кој што таа одредба воопшто не постои во правниот поредок. И така и ќе продолжи да биде. Ако Иванов сега во еден момент реши да помилува некого и се повика на член 11 од Законот за помилување, што тогаш? Се повикува залудно, практично, затоа што тоа е непостојна одредба. А предпоставам дека може да дојдат такви ситуации, бидејќи има случаи кои што се политички сензитивни и можно Иванов да посегне по тоа свое право. Поврзано со прислушувањето е мислењето кое што пред некоја недела го издаде актуелната власт на барање на Уставниот суд, откако Уставниот суд реши да отвори постапка за оценување на уставноста на членот 175 од Законот за електронски комуникации. Тоа е член кој што практично и овозможи на претходната власт да го направи масовното прислушување во Република Македонија. Долго политички актуелната власт, порано опозиција, политички се возеше
на тезата дека тој член е неуставен, затоа што им наложи на операторите практично до врата да го донесат својот кабел и техника со кој што целиот свој сообраќај ќе го стават на располагање на УБК. Сега, конечно, Уставниот суд реши да покрене иницијатива за оценување на уставноста на тој спорен член 175, но владата во своето мислење рече го молиме Уставниот суд ако може да ја запре постапката, затоа што ние подготвуваме една сеопфатна реформа. Прво ме интересира дали може да откриете вие дали и како гласавте при отворањето на постапката. За 175 сега. Значи, или веќе не бевте? Уставниот суд, да бев. Во 2010 година јас гласав еднакво, значи сега како што гласав во 2010 година. Не, моето прашање се однесуваше сега на отворањето на постапката. Јас гласав за покренување на постапка, бидејќи ја почитувам праксата на Уставниот суд. Во 2010 година одлуката беше поништувачка, дури не укинувачка, туку поништувачка. И во образложението на судот, интересно е да се каже дека одредбите кои што тогаш беа поништени, горе-долу се сосема слични на овие кои што сега се како уредување во таа спорна одредба. Тогаш, а и сега, судот е на становиште дека не се работи во самите одредби само за техничка пристапност на Министерството за внатрешни работи до операторите, туку се работи и за нивно влегување во содржината на самите разговори. Што значи дека тука сепак имаме нарушување на правото на приватност и дека тоа може да се направи единствено ако постои налог од истражен судија или јавен обвинител, значи да има законско покритие за таквиот пристап. Постоеше една одредба, се извинувам, до 12-та година, која што експлицитно го пишуваше тоа, но во 12-та е избришана од законот и останува ова кое што сега го имаме како спорен член. Што мислите вие за мислењето на актуелната влада дека треба да се запре со постапката на оценување на уставноста на членот 175? Ја би можела да разберам добрата волја тоа прашање да се уреди. Но Уставниот суд гледа одредби кои што се во правниот поредок, а не одредби кои што се во најава. Значи, сепак Уставниот суд може да работи само со она што има правно дејство во овој момент, а тоа што Уставниот суд го има е оваа одредба и ништо друго. На владата, меѓу другото, е дека ако се укине членот 175, УБК ќе остане без правна основа за следење на комуникациите и во тешки случаи на организиран криминал, тероризам, случаи во кои што е загрозена националната безбедност и така натаму. Тоа е точно. Имаат право во врска со тоа. Мислам и затоа Уставниот суд малку споро ја движеше целата постапка, но сега е дојден веќе моментот во кој што, нели, по покренување на постапка, по известен период, треба да дојде и до самата финализирање на предметот, значи до укинување. Ако тоа се случи, ќе има одредена правна празнина и мислам дека треба да се охрабри владата што побрзо да го уреди тоа прашање, за да немаме проблеми. Ако има било какви дополнителни измени законски во тој член, па се додаде нешто дека се алудира дека при вакви, нели, приклучувања би требало да има покритие, нели, одлука на истражен судија, јавен обвинител и така натаму. Било каква додавка во конкретниот член на некој начин, можеби би можело да се премости, ама вака како што е, тоа е навистина многу истоветно со оној предмет од 2010 година и мислам дека сепак судот би требало малку достоинствено да си држи на своето. Едно од највпечатливите можеби е исто така поврзано на издвоените мислења, при тоа мислам, поврзано со настаните во собранието од 24 декември 2012 година, кога пратениците на опозицијата, но и новинарите беа исфрлени буквално од пленарната сала на парламентот. Тоа е случај за кој што новинарите решија да тераат постапка пред Уставниот суд, но откако беа одбиени
отидоа на Страсбур и Страсбур пресуди позитивно во полза на новинарите. Така. И од правнички аспект мислам дека тој предмет е доста интересен, бидејќи барателите, кои што тврдеа дека нивното право на слободен изразување е повредено, не се обратија до ниеден друг суд во државата, туку директно се упатија кон Уставниот суд. Затоа што Уставниот суд во делот на заштита на човековите права, дека тоа наведува дека може повредата да биде со акт или со действие. Во овој случај тоа беше со действие. И тоа не беше хендикеп за апликацијата пред Европскиот суд за човекови права во Страсбур? Не, се произнесе и за тоа Европскиот суд. Сметаше дека е во ред што се обратиле првично до Уставниот суд, со тоа што практично знаете и самите дека предметот заврши со востановување на, зборувам за Европскиот суд, на повреда на член 6, право на правична судска постапка и повреда на член 10, слободен изразување. Членот 6, Европскиот суд за човекови права сметаше дека е повреден, бидејќи Уставниот суд не им овозможи јавна расправа на новинарите кои бараа практично во нивниот допис организирање на јавна расправа, за да се утврди дали постои повреда на правото. При тоа тие дадоа и видеоматеријали, бројни информации за тоа. На самата дискусија на седницата на судот, јас тогаш предложив да се организира јавна расправа, видов дека нема расположение и воопшто не беше ставено на гласање, така, чисто за евиденција да се види дека колку има против за дали да се организира јавна расправа или не за предметот. Но Уставниот суд не го отфрли, туку го одби барањето. Значи, влезе мериторно во разгледување на тоа дали постоела повреда на правото и заклучи дека не постоела повреда на правото. Што се однесува до Европскиот суд за човекови права, освен тоа што го реши дека практично Уставниот суд не им овозможи правична судска постапка на новинарите, на жалителите, и исто така сметаше дека постои повреда на член 10, и тоа самата констатација на тоа каква е повредата е интересна за како пример или како случај кој што може да се реперкуира после на бројни други слични случаи со новинари во светот. Сметаше дека, бидејќи новинарите представуваат очи и уши на јавноста, тоа се оние кои што ги примат информациите и ги споделуваат со јавноста, посебно за прашање кои што се од сериозен јавен интерес, а знаеме дека целиот проблем во собранието беше за донесувањето на буџетот во собранието, а тоа се разбира дека од голем јавен интерес за целата држава, дека тие не смееа да бидат спречени, особено бидејќи биле пасивни, мирни, седеле во галеријата и само наблюдувале, не смееле да бидат спречени или да бидат отстранети онаму каде што се наоѓале, туку морале да ги следат сите настани, не само дискусијата во собранието, туку се она што се случува, па ако сакате и во самата зграда, во ходниците, интеракцијата и така натаму што се одвивала, за тоа да го споделат со јавноста и да граѓаните да добијат релевантна информација. Значи, тука се гледа повредата на слободата на изразување, значи на граѓаните преку новинарите. Да. Што би требало да биде компензацијата сега во овој случај, освен предпоставувам паричниот недоместок кој што го добиваат оштетените? Тоа е должност практично на агентот кој што представува Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права, да направи еден акционен план, тоа се прави за секој предмет каде што се наоѓа повреда на одредено право, како ќе се ремедира состојбата која што е утврдена од страна на Европскиот суд. Освен оние средства кои што се доделуваат од страна на Европскиот суд, лицата кои што го имаат повредено правото врз база на оваа пресуда можат да бараат, например, сега не зборам за конкретниот случај, туку генерално обнова на постапка или некои други действија кои што би довеле до поправење на состојбата во однос на прекршувањето на релевантното право. Сега тука, бидејќи еден од прекршувачите се идентификува Уставниот суд дека
не дал, значи, јавна расправа не организирал. Како тоа ќе се ремедира е голем знак прашање, бидејќи повторно ќе се навратиме на деловникот, кој што е доста стар и воопшто, со оглед на годината која што е донесен, тоа е 1992 година, не ги адресира тие прашања. Дали поентата ви е дека треба да се оди на усвојување на нов деловник? Тука во едни периоди во јавноста се дебатираше за тоа дали треба нов деловник или евентуално треба да се донесе закон за Уставниот суд. Сега, двојно ви е прашањето, значи за две работи. Секако дека актуелниот деловник како акт кој што ги уредува работата на судот, би требало да ги предвиди сите оние нешта кои што сега на некој начин врз база на некој навика, пракса или некој вид на обичајно право судот работи. Биде во недостаток на некоја подетална нормираност. Мора сите аспекти од дел на тоа како предметот патува од самата архива при прием, па се до неговата завршница, начинот на гласање, подготовката на другите акти, операционализација на деталите во смисол на барањата за заштита на правата. Понатаму немаме детална постапка за тоа, например, како би се одвивал импичментот на председателот и бројни други работи. Тоа се, еве и ова со како би ги операционализирал одлуките на Европскиот суд за човекови права, сите тие работи треба да се стават во еден нов текст кој што детално ќе се погрижи за уредување на сите прашања. Сега дали деловник или уставен закон, закон кој што би бил донесен со двотретинско мнозинство, за да ја обезбеди автономноста на судот, компаративата покажува дека само уште Уставниот суд на Босна и Херцеговина своите односи ги уредува со деловник кој што сам ги носи и Република Македонија. Другите од просторите на бивша Југославија, другите судови, уставни судови ги уредуваат нивните прашања со уставен закон и со други помошни акти, се разбира. Лично мислам дека добро би било Уставниот суд да си ја задржи својата автономија, но се плашам дали само тој акт би бил доволен за се да опфати детално да се уреди. Добро, ќе направиме уште една пауза, по неа уште две или три прашања. Едното поврзано со законот за абортусот, многу прашина се крена околу него, лустрацијата и околу изборот на Јован Илиевски за судија од Македонија во Европскиот суд за човекови права. Вие бевте кандидат, ме интересира како вие ја видовте процедурата одвнатре како инсайдер и овде и во парламентарното собрание на Советот на Европа. Ве поканувам и понатаму да бидете на Алсат. Го продолжуваме разговорот со поранешната уставна судика Наташа Габер Дамјановска. Реков, сакам да ве прашам за законот за абортус. Многу врева се крена околу него. Дел од невладините организации, дел од граѓанството сметаше дека е ограничувачки, лимитирачки, дискриминирачки, но сега некако работите се стишаа. Зошто мислите дека е така? Па, текстот се уште постои во правниот поредок таков каков што е. Моја предпоставка е дека практично медицинските лица продолжија да си работат својата работа онака како што си ја работа и пред законот, предпоставувам. Мислите дека не го почитуваат законот? Па не се држат буквално до секој детај. Еве, например, ќе го наведам подзаконскиот акт кој што произлезе од самиот закон за прекид на бременоста, кој што се однесува на советувањето. Тој датира од 2010 година и тој е краток, 4-5 члена има, во кој што уредува практично на кој начин гинекологот треба да ја даде информација на бремената жена и покрај тоа што таа не го бара, детална информација за која гестацијска недела е плодот, деталите околу неговиот изглед, што има формирано, како има формирано и да ја овозможи да ги слушне отчукувањата на срцето на плодот. Задолжително, значи гинекологот, иако не бара потенцијалната родилка,
треба да го направи бремената жена, треба да го направи тоа. Така, не пишува буквално задолжително, ама таков е контекстот на целиот подзаконски акт, што се гледа дека напорот е да ја убеди бремената жена да не направи преки на бременоста. Треба да ја овозможи со ехо апаратот да ги чуе срцебиењата на плодот. Така, така. И да ја каже, например, при интервенцијата во гинеколошката интервенција, што тоа значи за плодот, кои се ефектите на интервенцијата врз плодот. Целото тоа, еве, јас некако судија и како жена, мислам дека е многу злобно. Непримерно е. Земајќи предвид дека ниедна жена не оди пеејки да врши прекин на бременоста, не би било пријатно на таков начин да мора да прави некои работи кои што... Подзаконскиот акт може да биде предмет на разгледување уставност? Да. Тогаш би се оценувала, не се случило, би се оценувала уставноста и законитоста во тој случај. Лустрацијата неколку пати ви се враќаше на дневен ред. Вам мислам дека 3 пати ви дојде во мандатот додека бевте судија. 2 пати Уставниот суд интервенираше, но третиот пат реши да не ја следи својата претходна пракса, ниту да го почитува мислењето на Венецијанската комисија. Зошто? Заради тоа што во тој момент персоналниот состав на судот беше поинаков и мнозинството суди имаа поинаков став во однос на нивните претходници. Сега дојдовме до ситуација во која што законот е ставен ад акта, а има иницијатива и за целосно укинување на тој процес на лустрирање сега, кога се најавува поголема и поопсежна реформа во правосудниот сектор. Да, телото за правосудни реформи формулираше предлог тој закон да се поништи. Да се поништи? Да, да се поништи, со тоа што сепак останува да виси прашањето што со луѓето кои што се оштетени од тој закон. Ние имавме председател на Уставниот суд, кој што Европскиот суд за човекови права исто така заклучи дека е повреден повторно член 6, правична судска постапка, не од аспекта на пристап до судот, затоа што лицето ги имаше пристап до судот, но сеопфатно како се одвивала судската постапка, смета дека немал шанса да има еднаквост на оружјата, да проба да го заштити своето право и второ повреда на член 8, правото на приватност кон конкретното лице. Тој процес требаше да рехабилитира и обештети жртви на поранешниот систем, а де факто произведе жртви на овој нашиот наводно демократски систем. Интересно е што самиот законски текст, овој последниот, никаде експлицитно не велеше дека, например, треба се лустрираат починатите лица. А тоа стана пракса. Да, слушам дека сега има семејства кои што сакаат да истераат правдата до крај, но дека едноставно затоа што мртви луѓе беа лустрирани, решенијата ги немаат добиено. Наводно сега целата архива е предадена во Државниот архив и мака мачат низ овие правни лавиринти да стигнат до некаква правда за своите. Ако тргнеме од самиот наслов на законот, иронија е што практично лицата кои што би се лустрирале, нив би требало да им се спречи понатаму да кршат условно човекови права со тоа што би биле на јавна функција, дејност или должност. Каде починато лице би можело да биде во иднина носител на јавна функција, дејност или должност, за да во иднина крши човекови права. Само да напоменам дека Венецијанската комисија има многу интересна анализа на праксата на Европскиот суд за човекови права во однос на достоинството на починатите лица. И мислам дека и од тука може да се црпат одредени искуства за ова прашање. Полека привршуваме. На крај сакам да ве прашам за постапката за изборот на Јован Илиевски, поранешниот шеф на јавното обвинителство за борба против организиран криминал и корупција
во јавноста познат како баџанакот на Сашо Мијалков, кој што беше избран за судија од Македонија во Европскиот суд за човекови права. Многу контроверзи предизвика неговиот избор, најмногу поради моралните дилеми, дали еден човек кој што ги премолча практично, ништо не направи околу прислушуваните разговори, индициите кои што произлегоа од нив, сега може да седи во Страсбур и да дели правда и да ги штити човековите права, но имаше и многу се чини процедурални тука прекршувања и во процедурата дома и потоа во парламентарното собрание на Советот на Европа. Вие бевте кандидат во последната листа, практично и бевте препорачена од комисијата во рамките на парламентарното собрание, но на крајот во пленумот најмногу гласови доби Илиевски. Јас не можам тоа да го објаснам, заради тоа што е навистина реткост комисијата да предложи, која што ги прави интервјуата, да предложи едно име, а некој друго име да биде изгласано од страна парламентарното собрание. Нашиот случај на Република Македонија испадна дека е еден од тие исклучоци. Други примери кои што можам да се сетам беа примерите со Словенија. Судиката која што беше тогаш предложена беше цел од страна на комисијата да биде гласана од парламентарното собрание на Советот на Европа, беше цел на една организирана кампања во која се образложуваше зошто таа не би требала да го завземе тоа место. Без да навлегувам дали тој што правил кампањата за конкретната судика бил во право или не, мислам дека ако се направи паралела со овој наш случај, јас немам објаснување конкретно зошто се случи тоа така. Добро, се зборуваше дека имало ситуација на непримерно лобирање во рамките на парламентарното собрание. Дури и ние истражувавме малку, се појавуваат едни исти лица кои што се појавуваа во истражувачки текстови на Европската иницијатива за стабилност, кои што се осомничени за корупција од одредени земји членки. Така, господинот Роберт Валтер, ако се сеќавам на вашиот прилог. Видете, и тоа не само лобисти од странство, туку имаше и лица кои што беа активни од нашата држава. Не би сакала да именувам, висок функционер од Министерството за правда, јавно се фалел на кого све се јавувал и лобирал. Не сум наивна, јасно ми е дека политичко било лобирањето, но мислам дека беше крајно непримерно за лице кое што вашата држава лицемерно вели дека ги имате квалитетите и треба да бидете во таа тројка која што има шанси да представува Македонија во тоа високо судско тело и така натаму, потоа активно да работи против вас. Мислам дека е тоа навистина, например. Интересно е дека во меѓувреме се формираше едно истражно тело кое што работи веќе на утврдување на евентуална корупција во рамките на парламентарното собрание на Советот на Европа, па ќе биде интересно да видиме дали овој наш, условно кажано, случај ќе се најде на дневниот ред на ово тело. Па со нетрпение очекувам, тоа е единствено што можем да кажам. Вистината мора да излезе. Благодарам многу што бевте вечерва гостин во 360 степени. Ви благодарам и вам. Ве поканувам до крај да ја одгледаме и саботажата. Не баре се подготвувале за спектакуларен уметнички перформанс, а не за очекуван акт со кој колку толку ќе придонесат за да се исправи искривената слика за најгрдите општествени појави. Токму оние кои шармантно тренираа револуционерно Шрајкија Македонија, наместо по препораките на Прибе да ја пребојадисаат, заслепени од зраците на триумфализмот, ја скршија. Беше прва точка, на таа прва точка кој бил сконцентриран, кој не бил сконцентриран, и кога ги гледавме кој како гласал, од присутните не гласале, значи немаше против или воздржан, не гласале од немарност веројатно или од несконцентрираност. За разлика од деконцентрираните во собранието, оние во владата се исклучително сосредоточени. Имајќи предвид дека во неа гравитира лице кое каде и да стапне загазува во конфликт на интереси,
Одлуката со која единствено компанијата чиј собственик е тој и ниту една друга нема корист од неа, со претходно очигледно фокусирање, иако без доволно аргументи, барем со потполна концентрација, си ја бранат. Сметаме дека не постои, како што ви кажав, значи оваа мерка и ова царинско ослободување важи за сите компании кои што работат и ќе работат на оваа поле. Можеби новинарите кои прашуваат не располагаат со доволно експертиза, но барем прашуваат и отвараат дилеми, ако се прави обид под теркот на нивните претходници, прво со апел, потоа посредно на крајот и директно да им се затвараат устите и да станат тоа што сите власти го сакаат. Обични држачи на инки од кои ќе труби само една вистина, со или без акциза. Јас би апелирал до медиумите, бидејќи еве овие неколку дена имаше многу шпекулативни некои написи и слично, да посебно за работи кои што не се стручни, да не манипулираат со јавноста. Тоа што новинарите се маркирани не значи дека и ништо друго во земјата нема да биде обележано, оти во духот на социјалдемократијата лежи таа потреба да обелодени кој е богата, кој сиромав и разбирливо, на штета на првите барем малку фајде да видат овие вторите. Токму затоа една од првите и тоа правични мерки со кои ќе се спречува загадувањето е она со која богатите конечно ќе ги возат сиромашните. Пар непар е неправиден, неправичен, затоа што имате нови возила кои што имаат парна регистрација и многу стари кои што имаат непарни, кои што реално повеќе го загадуваат воздухот. Таква налепница за квалитет, која што ќе се лепи во Скопје уште од сега авансно, може да ја добие едно момче со очила кое на многумина им заличи на еден индиец со бркови. Иако е интересно тоа што исто како и тој, на кој им наликува и ова е заинтересиран за хотелиерство и за земјоделство. За да нема манипулации и шпекулации и контролата на идентитетот, лично ја има направено Охридскиот градоначалник, за да може подоцна да биде примен и од ресорниот министер. Човекот кој што беше гостин беше навистина шеик и тоа ние го проверивме, уште пред да го примиме. И на крајот, доказите за проверката не се обелодени, но ќе излезат на површина единствено ако како бегалецот нечби не биде наредено тие да бидат уништени. Оти казната за неговото дело е помала, дури и од онаа на продуктот што се добива со мелење. А тие биле смелени. Видете, ако споредите, а мораме да споредуваме секогаш и со други предмети, ако за кражба на кебапчи имаме 3 години ефективна казна затвор, ова е навистина смешно и чудно. Не треба да се очајува. Има уште неколку кебапи, а според скараджиите, со најмалку 5 се прави плескавица. Правдата никогаш нема да остане гладна. Достапни сме на Facebook, на Twitter и на интернет страницата 360stepeni.mk. Благодарам што и вечера бевте со нас. Се гледаме в понеделник од 22:30. Пријатно.